Енергетската криза не е завршена. Додека владата со оптимизам зборува дека кај нас кризата била претворена во можност, Вашингтон и Брисел предупредуваат дека ништо не е готово и дека доаѓа уште една зима. Американската амбасадорка Ангела Агелер во рамки на МЕФ форумот предупреди дека се уште не се решени прашањата за да останат топли домовите. Имавме напори секаде во Европа, кај американските партнери за да останат топли домовите во Македонија. Но овие прашања се уште не се решени. Зимата повторно ќе се врати и апелирам до сите итно да действувате за диверзификација на енергетските ресурси. Дека предстои нова криза порача и од Европската Унија, вложувањето во енергетската независност е клучно за воиднина да не ни се случуваат слични сценарија. Кризата не е готова и ќе има нова криза. Ве охрабруваме да продолжите и да ги завршите сите законски измени за енергетска ефикасност оваа година. Не само за да осигураме безбедна иднина и заштита на следните кризи, туку да можете да ги отворите новите фондови на ЕУ. Сепак, нашата влада очигледно е оптимистична во прашањето на енергетската криза. ДДВ-то кој првично беше намалено токму поради кризата, од 1 јули се враќа на 18%, што ќе ни донесе сметки за струја со повисок данок, додека министерот за економија вчера цврсто уверуваше дека ова нема да удри по джебот на граѓаните. Вице-премиерот за економски прашања порача дека за новата цена ќе мора да се причекаат финалните пресметки. На крај на денот не би сакале да товарот падне врз крајниот корисник, но тоа се регулира не само со стапката на ДДВ, туку и со другите параметри кои што се одлучувачки при креирање на финалната цена. Например, минатата година ние немавме 250 мегавати производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, кој што секако може да ја намали финалната цена која што се нуди кон ева на Home од страна на ЕСМ. И плюс дополнителните капацитети, значи се прават тие проекции за да може конечно да се каже која е финалната цена. Инаку фокусот на МЕФ форумот е во обновливите извори на енергија. Македонија во наредните 3 години ќе треба да изгради дополнителна мрежа каде ќе се складира електричната енергија произведена од фотоволтаиците, за што биле отпочнати процедурите.